Неделно издание на Дневникот на Канал Пус телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по кратката најава за делот содржините кои следат. Земјоделците ќе добиваат советници за подобар род. Сертифицирани агрономи на државен трошок ќе ги советуваат земјоделците како да применуваат најсовремени агротехнички мерки. Во Виница е најавен старт за наводнителната сезона од утре 18 април. Оризопроизводителите алармираат дека нема соодветни услови на теренот и бараат дополнителни интервенции од водостопанство Кочани. Од утре до 25 април се деновите на турската култура во Штип, театарски представи и турски филмови за турската заедница во регионот и за турските студенти на УГД. Почнуваме со денешните актуелности. Министерството за здравство распиша оглас за 100 финансирани специализации за невработени и доктори кои не работат во јавни здравствени установи. Предност ќе имаат доктори од првата генерација студенти од Штипскиот универзитет. Министерството за здравство распиша оглас за 100 финансирани специализации за невработени и доктори кои не работат во јавни здравствени установи. Најголем дел од специализациите ќе бидат за доктори кои потоа ќе работат во болници во внатрешноста на земјата. Министерството за здравство ќе кофинансира од 20 до 80% од нивната специализација и потоа ќе имаат определено месечно загарантиран месечен приход. Особено ќе внимаваме на првата генерација на дипломирани студенти од Штипскиот универзитет, имајќи предвид дека овие студенти, веќе завршени доктори, се од внатрешноста на Македонија, од повеќе различни градови, токму одени градови каде што имаме недостаток на специјалисти. Ова сериозно ќе ни помогне за да се надмине проблемот со недостаток на специјалисти во повеќе градови низ државата. 20 специализации се за анестезиологија, поточно во делот на интензивна нега, односно карил. За педиатрија објавени се 12 специализации. Во областа на гастроентеропатологија објавени се 8 специализации и тоа покрај во клиничките болници Штип и Тетово. Во општите болници во Куманово, Кичево, Струмица, Прилеп, Гостивар и Гевгелија. 6 специализации за нуклеарна медицина се објавени за зајакнување на кадарот во ПЕТ, Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина и во клиничката болница во Штип. Од областа на гинекологија и акушерство објавени се 5 специализации, 2 за кавадарци, по една за Велес, Прилеп и Кочани. Објавени се специализации за поголем број други области. Со оваа мерка овозможуваме да се постигне балансирана дистрибуција на специјалистите на територијата на целата држава, што сериозно ќе влијае на обезбедување на специјалистичка здравствена заштита и решавање на проблемот со недостаток на специјалистите во некои општини во Македонија. Тодоров најави дека 70 на доктори од првата генерација студенти од Штипскиот универзитет, Министерството во текот на оваа недела директно ќе ги контактира и ќе им понуди да се пријават на огласот. Во текот на оваа недела да ги контактираме сите овие доктори кои што се завршиле медицински факултет, а се невработени. Да ги контактираме и да им понудиме да се пријават на огласот за кофинансирани специјализации. Ова сериозно го зголемува или би требало очекуваме да го подигне интересот за студирање на медицинските факултети. Имајќи предвид дека Министерството за здравство директно оди со понуда до оние кои што се невработени да се јавуваат на огласите и на тој начин да имаме кофинансирана специјализација и загарантирано вработување подоцна во онаа болница за која што специјализираме. Огласот ќе трае до 22 април. Може да се пријават сите доктори со положен стручен испит и кои се невработени, односно не работат во јавни здравствени установи. Вандализмот и насилното сценарио со кое се уништуваат спомениците и историските обележја на Македонија, најстрого осудени од граѓаните кои забележуваат дека може и треба да се протестира на културен начин и во парламент. Спомен обележјата на Карпош, Крали Марко, Мајка Тереза, првото заседание на АСНОМ и борците од НОБ, спомен плочата на Илиндинската епопеја, како и екзодусот на македонците од ЕГСК Македонија, се само дел од спомен обележјата поставени на Порта Македонија, која вчера по втор пат беше демолирана.
Граѓаните велат политиката е едно, архитектурата е друго. Во продолжение да проследиме дел од граѓаните кои се изјаснија пред камерата на Канал Плюс телевизија за нивниот став во врска со ситуацијата со која реално се соочува Македонија. Моje лично мислење за најголема осуда што е денеска направен врз Македонија. Тоа е едно нешто што ова Македонија е спечалена со крв да има слобода. Од другата страна, што е штетено споменикот во Скопје, тај споменик од исто од големо значење за прогонетите македонци од Егејска Македонија која бе со сила прогонети за да бранат Македонија и во Греција, Албанија и тука. Затоа сметам дека ова е да не се повтори такво нешто во Македонија. Најостроги условом кои го пратуваат заставнанти против Македонија. Не, тоа нема врска тоа што се прави тоа. Тоа се организација некоја што не мисли добро на народот, на државата мислам, не за народот си е тај. Ако не се глам он да си е паметен, никој не може во нареде да крши. Само некој има наредба таму кандидата. Без наредба. Најдобро е сега што се организира од другата страна. Тоа е најдобро. Од другата страна се организира, дали се ВМРО или некои други организации, важно тоа е мирен протест, тоа е протест прав. Стручни совети базирани на современите научни истражувања во земјоделието наскоро ќе им бидат достапни на сите македонски земјоделци. Се подготвува реализација на проектот за земјоделски советници со очекуван бенефит пред се за земјоделците, но и за државата. На барање на земјоделските здруженија и асоциации наскоро ќе заживее проектот со кој земјоделците ќе имаат свој стручен советник кој ќе го следи целиот производствен земјоделски процес. Слично како матичните лекари, земјоделските советници ќе бидат плаќани од државата по глава на жител земјоделец, ќе бидат должни неколку пати во годината да го посетуваат земјоделецот, да му дават најдобри стручни совети, но за евентуалните неуспеси ќе сносат и одговорност. Советниците ќе бидат избрани со висока, обавезно да имат висока школа и плюс да полагат специјалистички испит, да имаат лиценца во областа во која ќе работат. Дали тоа ќе работат во лозарство, градинарство, сточарство, поледелство, секој советник има своја специјалност и ќе одговара за своите резултати. Неговата должност ќе биде да му каже на земјоделецот што да посее или да посади, кога да го направи тоа, која е култура за таа и за цело време на вегетацијата на културата он е обовезен да го прате и да го советува со своите совети и идеи. Потребата од вакви советници е се поизразена, истакнува Шаклев. Стручна помош во секоја фаза од земјоделското производство и аплицирање на современите агротехнички мерки се предуслов за добар род и зголемено производство. Но земјоделските советници во голема мера ќе помогнат да се изготви и детална слика за тоа каде и кои земјоделски култури се одгледуваат, што е пак предуслов за квалитетно планирање на земјоделството. Се што ќе биде посејано или, например, засадено во Македонија, кои што ќе контролират самите советодавци, ние ќе имаме податоци. Не може, например, нема да ни се случува, например, не може тоа е целиот проблем ние да го решиме во една година, меѓутоа со текот на работата на советодавците и ќе испадне едно планско планирање. Да немаме проблеми, например, една година се имаме само една култура, имаме вишоци на пазар, имаме ниски цени. Земјоделските советници ќе имаат обврска да ги посетуваат земјоделците на нива, да ја испитуваат земјата и да ги советуваат земјоделците за тоа какво семе, ѓубрива и заштитни средства да користат. Советниците на сточарите ќе го следат процесот на одгледување на стоката и ќе даваат совети за најефикасните начини за зголемување на бројноста и квалитетот на сточниот фонд. Остануваме со земјоделието. Во Виница е најавен старт на наводнителната сезона од утре 18 април. Меѓутоа, оризопроизводителите алармираат дека нема соодветни услови на теренот, бараат дополнителни интервенции од Водостопанство Кочани. 18 април е најавениот старт на наводнителната сезона во Виничко, но земјоделците, пред се оризопроизводителите, не се задоволни од условите на теренот. Велат дека машините кои биле ангажирани од водостопанското предпријатие во Кочани не ја завршиле работата до крај. Условите
Секој си го знае полето, че си го припрема. Тоа е на време. Али првенствено не се очистени јазовето. Додека не се очистат јазовето, не може да се пушти водата. И нема потреба да тече безкорисно. Кој ќе се направат јазовето, да бидат се изчистени, може. Луѓето ќе се припремат и похитно ќе се стават, ќе се направи. Проблемот со јадошто не е скопом, беа машините некои полеко ги сега, но 500-600 метра начесто попунено 80% јадо пун и вода не можеш. Само че пушат моментално вода, ќе не поплават и после вода не достигна вода. А таму има до 100 декари површина што тај јас наводнува. Виница годинова го зголемува оризопроизводството. Само за градот Јакимово и Лески е планирана површина од 350 хектари за ориз, 65 хектари со пченка и по 40 хектари со овошни насади житарици. Ниските откупни цени се уште ја чуваат ланската реколта на Сан Андреа во амбарите. Ја го продадов 20 динара, но таа цена е маленка. До 25 треба. Скапи се това. 6.007 има на декар трошици на ориза. Ланската реколта јас ја продадов, тоа е точно, мала е цената, не е исплатливо. 20 динара. Да, 20 динара дадовме. Зимаме субвенции, тоа е точно, јас секој година редовно зимам. Од како се почнеме да зимаме. Околу 20 тона, 20 нешто тона оризиот, мога да ги трговите секој ден. Телефонски вода од фирма во фирма, ќе видиме и никој ништо не дава. Ново формираното предпријатие наметнува и нови услови за работа со водокорисниците. Секој кој ќе користи вода за наводнување ќе потпише и соодветен договор со кој ќе се регулираат правата и обврските на двете страни. А за цената на водата, конечна одлука се уште нема. Со пуштањето на водата од Калиманци во Ризарско поле и официјално започна годинешнава сезона за наводнување на земјоделските површини во овој регион. Во план е наводнување на околу 5000 хектари кои се наоѓаат во системот на каналската мрежа. Водостопанското предпријатие подружница Брегалница Кочани започна со испорака на вода од хидросистемот Брегалница низ атарите на полињата во Кочанско. Водата е пуштена најпрво на површините подготвени за сејдба на оризот во атарот на селата Оризари и Градовци. Ја пуштаме вода во Оризари и во Градовци. Со тоа веќе се држиме на тој план. За пофалба и тоа што пред веќе недела време на 9 пуштивме и во Зрновци. Некаде според она кај што одевме средба со водокорисници, заедно со нив ги договоривме термините кога да пуштиме вода и ќе се држиме кон нив, нема одложување. Земјоделците веќе се со механизација по полињата и по нивите обработуваат. Полето е, како што можевме да видиме викендот, чадеше од сите страни со механизација и се надевам дека нема да има никаков проблем. 25 некаде крупиште, 25 ставивме плакати дека пуштаме во крупиште вода, со тоа овој целиот дел ќе го покриеме. Годинава ќе бидат наводнувани 9000 хектари во атарите на општините Виница, Кочани, Штип и Свети Николе, од кои 5000 хектари се под ориз. Во Кочанско површините под ориз годинава заваќаат 3500 хектари. Гоцев додава дека сите канали навреме се исчистени и дека во акумулацијата Калиманци има доволно вода за извршување на целата наводнителна сезона, а на располагање стои и акумулацијата Градче. Од направените средби со водокорисниците, Гоцев истакнува дека поголем дел од земјоделците веќе склучија договор со водостопанство од Кочани за испорака на вода во годинешната наводнителна сезона, со што се обврзуваат и да си го подмират долгот за искористената вода. Во продолжение се подсетуваме на практиканство во приватна фирма, една од мерките за намалување на невработеноста во Република Македонија, наменета за младите до 29 години. Подредениот период одење на пракса, практикантите имаат можност за постојано вработување. Една од активните мерки за вработување која е во тек е мерката практиканство за млади до 29 години. Со оваа мерка се опфатени младите со средно и високо образование и постдипломци, како и работодавачи кои имаат потреба од одреден образовен кадар. Според предвиденото, практиканството ќе трае од 3 до 6 месеци, за што лицата ќе добиваат паричен надоместок од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Интерес во Штип има, и тоа претежно од помалите приватни фирми, дознаваме од подрачната единица на Агенцијата за вработување. Бидејќи самите практиканти ние ги плаќаме, Агенцијата за вработување од 3 до 6 месеци ги плаќаме со 6200 денари месечно.
бидејќи ние ги плаќаме, имаме можности да ги помогнеме на самите работодавци, тие земаат доста практиканти. Освен праксата која ја стекнуваат во текот на одредениот период, уште една позитивна страна на оваа мерка е тоа што практикантите имаат шанси за постојано вработување. Најголем број од самите практиканти кои ќе ја завршат практичната работа кај приватните работодавци остануваат веќе и на работа кај истите работодавци, бидејќи се докажале во практичната работа. Заинтересираните работодавачи и младите невработени лица пријави може да поднесат во работните клубови во центрите за вработување. Од утре почнува неделата на солидарноста, годинава со мото "Вашиот прилог значајна помош". Од Црвениот крст апелираат граѓаните и компаниите да ја потврдат својата хуманост со материјални и парични донации. Под мотото "Вашиот прилог значајна помош", Црвениот крст на Република Македонија од утре до 24 април со пригодни активности ќе одбележи традиционалната недела на солидарноста. Во рамките на неделата, Црвениот крст организира собирна акција со цел да се побуди чувството на хуманост и солидарност кај граѓаните, посебно кај младата генерација за меѓусебната помош и поддршка, но и да се обезбеди соодветна помош за најранливите категории на население. Во оваа хуманитарна акција може да се вклучат сите добронамерни граѓани од општините Штип и Карвинци. По тој повод ги повикуваме сите наши хумани сограѓани и компании, бизнисмени кои што се во можност да повелат во просториите на Црвен крст Штип во период од 7:30 до 15:30 и да донираат она што тие сметаат дека е потребно да се донира. Освен храна, облека, обувки и средства за хигиена, граѓаните и компаниите својата хуманост може да ја изразат со парични донации, со повик на хуманитарниот телефонски број 143400 на сите мобилни оператори или со уплата на жиросметка на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на Македонија. Црвениот крст вакви акции реализира континуирано, но во неделата пред нас истите ќе бидат зајакнати. Ние преку целата година ги реализираме овие активности каде што во просториите на Црвениот крст нашите сограѓани донираат облека и обувки и истите се донирани на социјално ранливите категории. Инаку во текот на целата година се реализираат и кампањата за борба против гладта, каде што исто така се собираат парични средства и прехранбени производи и се наменети за социјално ранливите категории по претходно добиен список од Центарот за социјални работи. Собраните материјални средства од акцијата ќе бидат наменети за семејствата во социјален ризик, а собраните парични средства ќе бидат наменети за прехранбени пакети за најзагрозените. Турската култура од утре пред штипската публика. Во Домот на културата во Штип љубителите на театарската уметност ќе можат да погледнат представи на Турскиот национален театар. Значи, во склоп на Денове на турската култура во Штип ќе се одржат две театарски представи на 18 и 19 април. На 18 април се игра представата Слуга на двајца господари, на 19 април Есхил од Прометеј. Ќе имаме исто така кинопроекции на 19 од 17 часот ќе се игра филмот Љубовта ги сака случајностите и потоа другата дата ќе биде накнадно објавена заради технички проблеми, ќе се игра филмот потоа. Ќе имаме промоција на 19 исто така на монографијата на Турскиот театар и на 25 април ќе имаме поетски разговори во склоп на Денови на турската култура. Подсетуваме, бујната вегетација е големи опасности од појава на крлежи и други инсекти. Доколку се забележат, специјалисти препорачуваат веднаш да се побара стручна помош, да не се презема ништо на своја рака. При појава на крлежи на вашето тело, специјалистите препорачуваат веднаш да побарате помош од медицински лица, односно сами никако да не ги отстранувате, бидејќи постои опасност дел од крлежот да остане во вашето тело. Обично се угнездува на места кај што се потопли, односно во интимните делови, под пазувите, во косматиот дел на главата и овде навлегува и се го боцка човекот, значи, и се впиува во неговата коша. На тој начин не циза крвта, доаѓа до изфрлање на желудочни содржини и на тој начин може да настане инфекција, односно да се пренесат некои болести. Крлежите може да пренесат бактерии, може да пренесат спирохети, може да пренесат вируси. Од брзината на дејствувањето зависи дали ќе се пренесат бактерии и вируси, кои подоцна може да предизвикаат опасни болести.
Една од нив е и лајмската болест. Може да се препознае по црвенило на кожата кое се шири и треба веднаш да се лекува. За да се спречи да не помине заболувањето во поднатамошните фази, кои се јавуваат после неколку недели, па и месеци од заболувањето, кога веќе во секундарната, во терцијарниот стадиум ќе се јавуваат многу потешки компликации. И тоа на зглобовите, во смисол на артрит, може да се јави воспаление на срцевиот мускул, како кардит, може да се јават невролошки манифестации, како менингити, енцефалити, кои се тешки за лекување. Од доктор Шишкова дознаваме дека на инфективното одделение при клиничка болница Штип веќе доаѓаат пациенти со каснатини од крлежи. Најголемите светски производители на нафта денес имаат средба во Катар за да договорат замрзнување на производството со цел стабилизирање на цените на енергенсот, но несогласувањето меѓу Иран и Саудиска Арабија е проблем за постигнување договор. Саудиската страна соопшти дека ќе го замрзне производството само ако Иран го направи истото. Иранските власти пак наведуваат дека државата не може да го прифати планот за стабилизирање на цените на нафтата додека нивното производство и извозот не бидат на ниво од пред санкциите. Експертите за нафта сметаат дека е можно денес да биде постигнат договор и без Иран, бидејќи државата не може до крајот на годината да го зголеми производството за повеќе од 500.000 барели дневно нафта. Цената на нафтата на берзите вчера беше во пад поради скептицизмот пред средбата во Доха. Најмалку 77 луѓе го загубија животот во силен земјотрес со интензитет од 7,8 степени по Рихтеровата скала што го погоди Еквадор. Бројот на повредени досега е над 600 луѓе, соопштија властите во Кито. Председателот на Еквадор, Рафаел Кореа, прогласи вонредна состојба. Властите апелираат до граѓаните да се евакуираат од крибрежните подрачја, стравувајќи дека може да биде предизвикана голема плима. 5 водечки европски земји се заземаа за покренување на акција против даночните прибежишта. Тие апелираат до големите сили на групата 20 да стави крај на тајноста на фиктивните компании, кои овозможуваат затајување на данок и перење пари. Во досега најсилната реакција на аферата Панамски документи, во која во јавноста протекоа 11,5 милиони доверливи документи, кои содржат детални информации за 214.000 офшор компании, министрите за финансии на Британија, Франција, Германија, Италија и Шпанија предложија составување црна листа на даночни прибежишта, како што е Панама, доколку тие држави не се согласат на размена на податоци за корпорациите, пренесува Франс Прес. Најдобриот каратист од Штип, Емил Павлов, го заокружи успешниот карате викенд за Македонија и покрај поразот во финалето на категоријата до 60 килограми. Членот на карате клуб Штип и поранешен европски првак и трето пласиран од европските игри во Баку, Емил Павлов, загуби со 0:3 од србинот Марко Антич во финалето во категоријата до 60 килограми од карате 1 премиер лигата што се одржа овој викенд во Салцбург. Останатите македонски надпреварувачи Наташа Стефановска, Жарко Арсовски и Биратја Купи ги освоија бронзините медали на карате 1 премиер лигата во Салцбург. Со ова, каратистите обезбедија место во репрезентацијата за европското првенство, кое ќе се одржи во Монпеле, Франција. Во Салцбург и женскиот ката тим го освои бронзиниот медал, победувајќи ја Канада со 5:0. Стартот на трката на големата награда на Кина во Формула 1 шампионатот донесе драма уште во првиот својок, а најлошо минаа возачите на Ферари, Себастијан Фетел и Кими Рајконен. Германецот удри во болидот на својот колега, притоа оштетувајќи го болидот на финецот, а како последица и на останатите контакти на патеката влезе безбедносно возило. Инаку возачот на Мерцедес, Нико Росберг, ја продолжи доминацијата сезонава во Формула 1 шампионатот. Германецот без проблеми славеше во Шангај на големата награда во Кина за трета победа поред во 2016 година. Стазата ја помина за 1 час 38 минути 53 секунди 890
1,91. Росберг стана возач со најмногу победи во кариерата, 17, но не ја освоил шампионската титула. Второто место во Кина го освои Себастијан Фетел со Ферарија, трето место Даниел Квајт од редовите на Ред Бул. Бранителот на трофеот Луис Хамилтон после бројните проблеми и 5 застанувања во пит стоп успеа да дојде до седмата позиција. Во генералниот пласман кај возачите води Росберг со максимални 75 бодови, пред Хамилтон со 39 и Рикардо со 36 бодови. Кај конструкторите лидер е Мерцедес со 114 бодови, пред Ферари 61 бод и Ред Бул 57. Сезоната ќе продолжи на 1 мај годинава за големата награда на Русија во Сочи. Проследените спортски содржини ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.